Советот на општина Кочани одржа свечена седница по повод празникот на градот Петровден, на која вообичаено се прави пресек на постигнатото, а се доделуваат и општинските награди и признанија. На почетокот од седницата, кратко поздравно обраќање имаше градоначалникот Никол Чуилиев, кој се осврна на проектите што се реализирани во периодот во кој новата локална власт управува со развојот на општината, при што во најголем дел се задржа на финансиските заштеди и вложувањето во инфраструктурата. Успеавме од првично планираните 11 улици за исти износ на парични средства денес да зборуваме за 16 улици во сите населени места и во градот Кочани. Тоа покажува каков е нашиот однос кон парите на граѓаните. Тоа покажува колку ни значи Кочани. Се водиме од начелото на равномерен развој на сите населени места пред се од потребите на граѓаните, преку активно вклучување на во местните заедници и урбаните заедници во одредувањето на приоритетите. Вообичаено на свечената седница по повод Петровден беа соопштени и одлуките на одборот за награди, а беа доделени највисоките општински признанија. Наградата за значајни остварувања за развојот на општината годинава и припадна на компанијата Антура МК, која за само 4 години од започнувањето со работа кај нас направи голем исчекор во обезбедувањето нови работни места, пред се за младите. Од име на компанијата, за добината награда се заблагодари нејзиниот управител Јохан Хейле. За Антура МК ова награда представува вистинска потврда дека се движиме по патот кој обезбедува напредок, развој и успех. Антура МК, како до сега, така и во етина ќе продолжи за градење на партнерска улога за општина Кочани, преку истражување на својата општествена одговорност. Наградата за животно дело за 2018 година му припадна на вокално-инструменталниот состав Тенеси, музичка група која е пионер и еден од носителите на развојот на рок и поп музиката во Кочани. Емотивното обраќање на членовите на групата, кои денес се пензионери, ги разбуди сеќавањата на минатото меѓу повозрастните кои присуствуваа на свечената седница. Посебен белек остави нивниот настап со неколку музички numери, карактеристични за периодот од пред 50 на години. Наградата е едно големо признание, бидејќи во сите овие години, значи колку 40 и колку, скоро 50, бевме присутни меѓу граѓаните, на некој начин ги развеселувавме, ги правевме срекни, се трудевме уствари, мислам дека успеавме во тоа. Многу сме восхитени од самата награда и благодарност до градоначалникот. Па и понатаму да не забрават ако треба нешто. Па да не викнем нешто. Бидејќи се омножив на 18 години, така да излетав од Кочани. Само сум срекна што ме поканија и што учествувам во овој настан. Од името на Стенеси, на сите граѓани на општина Кочани го честитаме празникот, што на овој величествен ден го добиваме ова признание и по нашето заменување веќе, како у пензија гледам се формираат повеќе групи. Значи ние бевме иницијаторите со нашето музицирање да се формираат и понатамо повеќе групи и забавни и народни и така. Младите на нас, што сме правили, како сме правили, нека почнат некои да не копират, да работат, да музицират, да стварат играки. Да бидат младите сега поуспешни од нас, да видат дека успехот се постигнува само со многу труд и љубов. На свечената седница на Советот беа доделени признанија и за десетина ученици од основните и средните училишта од општина Кочани. Тие минатата учебна година забележале одличен успех во образованието и се прогласени за првенци на генерацијата. На крајот од седницата за присутните беше приредена и кратка музичка програма.